чума, тифусна глувци, свинска дизентерија, салмонела. Ова се само неколку од големиот број на зарази кои им се закануваат на скопјани, особено од глодарите, кои во купиштата ѓубре кое се прелева од контејнерите, имаат совршено гнездо за удобен живот, изобилство од храна за нив и исполнети услови за размножување. Покаснувањето на дете од глодар во училишен двор црвената линија е премината, а состојбата е алармантна, предупредуваат епидемиолозите и микробиолозите. Она што мора сега и веднаш да се направи е чистење на сметот, бидејќи секое одложување само ја зголемува опасноста по јавното здравје, смета микробиологот доктор Никола Пановски. Самиот угрис од ставорец или од глушец, особено од ставорец, може да биде кобен, да создаде инфекција, особено ако има и некоја инфекција, да не зборам сега тука и може кажеме и беснило и најстрашни болести, меѓутоа има многу. Од прилика се изброени 30 до 35 кои директно ги пренесуваат или најчесто индиректно, како што е кај чумата, со вектори. Меѓутоа не мора да се сретнете со ставорец за да се разболите. Доволна е урина, измет и така натаму. Ако вие уподрумите во магацините, сега имате многу ставорци. Ако тие мократ, таа мократца ќе се исуши и бактериите, некои од бактериите може да, како што ја кажав, лептоспира, која може и у фрижидер да преживее, може да донесете во вашиот фрижидер и да се разболите од некоја таква болест. Не треба да се чека втор круг избори, ниту пак да се губи време за протоколарни работи за да се стави крај на опасноста. Колку повеќе се чека, толку повеќе стаорци со болести ќе се населуваат во нашите домови, откако конечно ќе се тргне изворот на храна за нив од улиците, смета микробиологот доктор Пановски, кој посочи дека Центарот и Институтот за јавно здравје, секако заедно со Министерството, имаат обврска да дадат препораки до целото население. Држава има Институт за јавно здравје, Центар за јавно здравје, Министерство има таму специјалисти по хигиена, има протоколи, не знам колку треба да чекаат да се јават. Секако и граѓаните треба во овој меѓупериод да знаат што. Па е, како кажав, ова со урината на старци. Никогаш не пите од лименка, директно. Не само што да не пиете, и не истурите во чаша пред да избришете барем со крпа со вода или да измиете. Еве како еден пример, граѓаните треба да се воздржат од фрлање на мебели, кабас отпад, картони, некои работи што може да ги случуваат на тераса или во гаража, да фрлаат само био отпад кој не може да го чуваат секако дома подолго од ден-два. И епидемиологот доктор Драган Даниловски апелираше до надлежните преку статус на социјалните мрежи, појаснувајќи колку е загрижувачка состојбата од епидемиолошки аспект. Даниловски правејќи споредба со средниот век, кога бубонската чума или црната смрт сотре речиси половина од населението на Европа, укажа дека е потребна наитна интервенција на сите надлежни, по потреба и со прогласување вонредна состојба на делови од територијата на Скопје, првенствено заради дезинфекција, дезинсекција и дератизација.